Почитувани, МВР на Спасовски вчера приведе член на ВМРО ДПМН. Млад човек кој мирно протестираше и го изразуваше својот револт против продажбата на Македонија, нејзиниот идентитет, јазик и историја, од страна на Зоран Заев. Ова е фрапантна аудио снимка, направена од мобилниот телефон на Стефан Калошев, кој се наоѓал во неговиот джеб при апсењето. На снимката, која што сега ќе ја пуштиме, се слуша како луѓето на Спасовски го малтретираат, тепаат и пцујат додека го приведуваат. Да ја слушнеме снимката. Sve da ti je, mama. Sve da ti je, mama. Од оваа снимка се слуша гневот и омразата на власта кон народот. Од оваа снимка станува јасно дека апсењето е директна наредба на Зоран Заев и Оливер Спасовски. Ова е хибриден режим на дело. Очекувам одговорност од Спасовски. Веднаш да има одговорност како од директните сторители, така и од него лично. Ова насилие е плод на предавствата на Заев. Зоран Заев и Владо Бучковски подолг период наназад тајно преговараат со Бугарија, а на маса е бугарската декларација која значи негација на македонскиот идентитет, јазик и историја. Двојецот Бучковски и Заев ја продаваат Македонија. Протестираме и бараме Зоран Заев јавно да го покаже патоказот за кој преговара. Јавноста не смее да биде исклучена. Припадниците на МВР спротивно на закон го лишија од слобода, а потоа и физички го малтретираа Стефан. Стефан е нападнат затоа што заедно со сите нас побара Заев да каже зашто преговара и да го покаже така наречениот патоказ за решавање на односите со Бугарија, а кој според нашите информации содржи елементи на национално предавство. Зоран Заев и Оливер Спасовски сте ја сгрешиле адресата. ВМРО не ви се плаши. Сите ние повторно ќе излеземе на улиците и ќе протестираме секогаш кога е во прашање Македонија и заштита на македонските национални интереси. Денеска заедно со Стефан ќе поднесеме и преставка до одделот за внатрешна контрола на МВР за неправилно постапување на полицискиот службеник при негово приведување. Поднесуваме пријава за да има траг за процесуирање и санкционирање на таквото однесување. Воедно бараме извинување од Спасовски, кој наместо заштитник на мафијата еднаш да биде заштитник на народот. Ги знаеме и тие кои дале наредба за ова насилие и полицаецот кој е одговорен. Даваме 24 часа, сами да ги кажат. Воедно ве повикуваме денеска со почеток во 15 часот на блокади на крстосниците кај Мавровка, градска болница Свети Наум и НИП Нова Македонија. Исто така и во 9 градови низ Република Македонија. Излези за Македонија. Доста е.